Денешното издание на Студио 1 го започнуваме со една приказна која што на некој начин е и символ за слободата. На моја огромна чест гостим во Студио 1 е новинарот Томислав Кежаровски. Кежаровски, добре дојде во Студио 1. Добро најдов и благодарам за поканата. Оваа приказна на Кежаровски започнува некаде во 2013 година, односно деновите кога за прв пат ве апсат како во својство на новинар, 28 мај. За само неколку дена се навршуваат 5 години од тоа театрално апсење мое. Тоа се случи на 28 мај 2013 година во раните утрински часови. Тоа е еден вид дури и срам за Македонија, бидејќи кога ве лишуваат од слобода, се јавуваат релевантни, многу познати меѓународни организации и домашната новинарска фела, која што вели се работи за политичко местење. Кои се основите за вашиот притвор тогаш, за вашиот затвор? Дали се работили за политика? Официјално да истакнам дека излегува со став дека наводно сум одал идентитет на заштитен сведок и дека тоа е причината за апсењето, но уверен сум и тврдам дека ниту сум оддал идентитет, ниту сум направил било какво нешто кривично дело. Тоа беше еден само обид да ме спречат во работата, да ме спречат во она што уставно најповеќе го сака во истражувањето. Она што на последно работев, тоа беше сообраќајната несреќа во која загина колегата Никола Младенов. Пак ќе речем, официјалниот став нивни беше тоа, дека сум одал идентитет и дека тоа дело е сторено, замислете, во 2008 година. Значи 5 години пред апсењето. Добро, и потоа кога се продолживте со историјата за Младенов, се интензивира... Знаете, ако се навратиме наназад и ги слушнеме телефонските разговори помеѓу Котевски и Јанкуловска, во суштина се разоткрива главниот мотив за апсењето. Тоа што Котевски во разговорите ме нарекува идиот, тоа е резултат на домашното воспитување. Тоа не би сакал да навлегувам во коментари, меѓутоа самото тоа дека тие се договараат единствен начин да дознаат нешто од мене е ако ме тужат и ако ме притиснат да го кажам изворот на информации. И во суштина се вртеше околу тоа. Значи, сторија многу работи за да дознаат кој ми е изворот на информации. Она што треба да е водилка на секој новинар е да си го штити изворот на информации. И јас тоа го сторив безпрекорно, без оглед на тоа што бев осуден, и ги уверувам и понатака, доколку продолжам со новинарството, дека тоа е предимствено ќе ми биде заштита на изворот на информации. Велите дали имаше политика, има, сигурен сум во мојот случај, затоа што и во книгата, за која веројатно ќе зборуваме подоцна за вашата книга, доколку ја имате прочитано, ќе видите во периодот од 2006 година, од јуни, од изборите наомо, работев на дузина случаи во кои што беа инволвирани високи политички структури токму од тогашната власт. Сега, ако ве вратам наназад во времето кога ве апсат, буквално од дома, со лисици, со камери, дали притворот или затворот, кој е полошиот дел од целото случување на Кежаровски, кој што станува после тие случувања, станува символ за слободата? Јас во
во многу пати, во многу случаи кажував дека знаете, сега кога ќе се навратам на тие мигови, Осама Бин Ладен го апсија само 5 мина припадници на специјалните единици на војската на Америка, мене ме апсија тука негде 30 на 35 лица. Цел вод полицајци беа. Имавме распоредени по дворовите, дури чинам дека имаше и на кров некој качен, да не случајно бегам или не знам какви им беше. Како најголем криминалец беа се. Па замислете, јас од домот каде што живеам до судот бев спроведуван со ротацијски светла, воопшто возилата не застануваа на семафори на црвено. Тоа беше, не знам, бев целиот тој дел каде што живееме беше блокиран од полициски возила. Значи никој немаше пристап до улицата каде што живееме. И веројатно се сеќавате кои беа првите зборови кога ве зема полицијата веќе и кога ви кажаат Кежаровски, вие имате право да молчите и како иде цела полициска процедура? Кои беа првите зборови и лицето со кое што се сретнавте? Прво што ми падна на памет дека е грешка. Затоа што тие знаат да направат грешки. Значи, во X случаи имаат влезено во погрешни домови. Прво помислив дека е грешка. Уствено се насмеав на нивниот упат. Знаете, кај нас дома не можеа да се разминат, имаше толку полиција и толку беа вооружени да не ги собираше во просторијата каде што бевме во салонот. После тоа дојдоа некои двајца во цивилно, беа маж и жена, кажаа дека се инспектори, дека ме повикуваат на разговор во полиција. Во судот. Едино што ми одзедоа, затоа ќе речам многу работи се сомневам дека има политика и едино што ми одзедоа беше мобилниот телефон. Тоа наведува на фактот дека најповеќе ги интересираше разговорите. Не вашиот компјутер, не ништо друго од дома? Не, ништо не, тие не правеа претрес кај нас. Само го одзедоа мобилниот телефон со записник и тргнавме. Кога стасавме во судот, кога видов кој во тоа време, нели, по стариот закон беше истражен судија, и кога видов за кој истражен судија станува збор, повеќе од јасно ми беше дека ќе одам во затвор. Уште првиот момент кога дојдовте таму? Значи, само што видов за кого станува збор, и дури мојата реакција беше, јас ќе одам во затвор. Знаете, каква случајност има целиот овој настан? Јас заминувам во суд, во судницата ме држеа со лисици. И на распитот исто? Не, на распитот не ми беа врзани рацете. Додека ве носеа низ ходниците? Значи, цело време додека бев во судницата, бев со врзани раце. Истражен судија ми беше Тања Михајлова. Токму за неја имав јас материјал од отприлика 30 на страници, едно писмо што таа му го пишува на господинот Никола Груевски, тогашниот премиер, во која што на 25 страници прави досие за некаде 15 на колеги судии, во кој што ги, да не употребам лош збор, ги кодоши за нивната работа, со кого имаат контакти, каде што. Во повеќе наврати контактирав со нејзе, значи кога го добив тој материјал, контактирав со нејзе и барав изјава да ми даде. Ова е пред притворот, да не стане забава. Да. Значи ова се случува пред притворот. Затоа ви велам, кога видов дека Тања Михајлова е судија, за таа да се реши од тој проблем, да се реши од мене, едино што ја остануваше да ме пикне во затвор. Мислам во притвор, да ми даде решение во притвор. Мојот распит кај стражниот судија беше, не ме држете за збор, чинам околу 3 минути. 2 прашања ми беа поставени. Со кого контактираш во МВР и кој ти го даде записникот
заштедениот сведок. Тие две прашања. Значи, ништо повеќе. И скандалозното решение за одење во притвор гласи: Томислав Кежаровски му се определува мерка притвор заради тоа што често пати менувал телефонски броеви и од тие причини, доколку го пуштиме на слобода, тој нема да биде достапен на органите на прогонот. Така буквално стои во решението за мерка притвор. Тука има и уште еден многу важен момент во целата приказна околу мојот притвор. Имено, во два обиди да ангажираме адвокат, значи, знаете, во тие моменти јас надвор од судот не знам што се случува. Сопругата со кого контактира, Не со кого... комуницирате со никого, бидејќи немате... Па видете, тоа е разликата помеѓу апсењата што ги праева истата оваа полиција ги прави. Значи, во овој момент јас сметам дека ништо не е сменато, освен министерот. Во тоа време апсењата беа тие театрални, со носење, со камери, со снимање. Знаете, мене еднаш ме однесоа до судот, па тие заборавија дека не ме снимиле, мислам, заборавија да ме снимат, па ме вратија повторно во кампањола. Па седевме пола сат, го чекавме да дојде снимателот, за да може да ме снимат, нели, како со лисици тројца ме носат. Дали се успал човекот, дали нешто не знам што е работа. Па кога ја постави камерата, па викна од надвор: ајде, готово е, тргајте. Па повторно сега тие што беа со мене ми извадија од кампањола, па да ме испратат по скалите нагоре, за да можат, нели, да ме снимат утре, за да ме покажуваат по телевизија. Она што е многу чудно е одбија два предлога. Сопругата веќе имала телефонски разговор со двајца адвокати и судот не ги прифати. Има разни образложенија. За адвокатите? За адвокатите не ги прифати, добро. Со кои што лично се познавате или не? Им верувавте на адвокатите? Јас во суштина во тој момент на сопругата прво што и паднало на памет тие два, тројца, четворица кои што, нели, сме се познавале. Дали тоа ми биле генерација на факултет, дали ми биле школски другари. Или за време на новинарската работа. Да. Не ги прифатија во ред. Она што ми преостануваше во моментот е да побарам по службена должност. Ако ви кажам дека ја чинам дека тој човек беше, или тоа момче, беше на вратата, пошто јас моментот кога побарав по службена должност, одмah се појави. Одмah влез. Значи, предпоставувате дека адвокатот веќе ви бил најден? Па моментот кога само реков: добро, што не ги прифаќате луѓево, по службена должност. Значи, во истиот момент влезе момче за кое што во прв момент помислив дека е студент, отприлика втора, трета година на правен факултет. Релативно младо. Седна тука, не траеше 3 минути. Поставија прашања, кажав што кажав. Тој рече: не се слагаме, нели? Јас ќе преговарам и сите тие работи. И си заминав. Мене ми ставија лисици на раци и ми изнесу. Многу чудно е од која канцеларија доаѓа момчето. Од чива канцеларија доаѓа? Како приправник, како адвокат приправник. Од чива канцеларија доаѓа? И втората работа. Од чива канцеларија? Смеете да го зборувате тоа? Не, малку важно е. Сега нека се подзамислат веќе режисерите на случајот, затоа што првата книга за која што ќе говориме, рековте и сами спомнавте, ќе говориме, првата книга ги опишувам талкањата низ келиите во притворот, во шутка, а втората книга ќе биде на рачателите. Тогаш веќе ќе има многу лепеза од детали, кој на кого, како, зошто и што беше во суштина вистинската причина за моето апсење, за моето одење во затвор. Кежаровски, пред да продолжиме со она дека станавте символ, во меѓувреме буквално фелата се крена на нозе,
многу влијателни организации исто реагираа за ова. Сакам Ако новинарите не го кренеа гласот во тој момент, имаше и други апсини на новинари. Уверен сум. Значи, ако им поминеше приказната, да, Кежаровски го затворивме, овие останаа, нели, пасивни, во тој момент ќе следеа уште низа апсења на новинари. Нели, ако еден затворивме, нема ништо, нема никаква реакција, тогаш дали ќе затвориме 20 или уште 20 исто. Како се почувствувате првиот пат кога влеговте во една затворска келија? Влеговте сам во неа? Имаше луѓе во неа? Наидовте на пријателство? Беше ли тешко да се издржите? И една минута мината во келиите, во шутка, во затворот го менува човекот. Значи, остава трајни последици. Колку и да се обидуваме ние да бидеме силни, да бидеме ово. Веројатно и затоа што сте верувале цело време дека сте... Јас сум убеден дека немам сторено ништо. И тоа ми беше дополнителна мака. Знаете, има тамо луѓе кои што велат да направив, и јас тоа ќе го поминам. Прашање, знаете, тамо дискутиравме за многу работи, со многу, да речам, колеги уставно контактиравме. И тамо, пак ќе речам, кога ќе влезете тамо, јас тамо не бев новинар од Кежаровски. Јас бев тамо притвореник од Кежаровски. И тамо немате, ово е генерал, ово е, не знам, директор, нема. Тамо сте сите притвореници. Дали тоа е со високо образование, со ниско образование. Наидувавте ли на исто рамниште? Наидувавте ли на притисоци, закани, дошепнувања додека бевте внатре во притворот да не зборувате јавно или за последователното ваше дејствување после притворот, после затворот, дека не смеете да зборувате за ова? Не, најдов на поддршка од лицата кои што беа во притвор. Уште поголема сила ми даваше сознанието дека однадвор колегите ми даваат поддршка. Но кои оние вистинските колеги, кои што на вистина беа на страната на вистината. Сега слушам, прочитав јас претпоставувам дека, верувам дека тоа вистина. Кога уредник на национална телевизија се извинува дека во тој период од тие 10 години лажно известувале, па сега извинете, не ми вреди неговото извинување апсолутно ништо, пошто тие, кога сега ќе ги видам, навистина беа благодарение на колешката што известуваше од судот, има, да речам, вистинит приказ за мојата состојба. Но, ниту еднаш, како телевизија, тие не се потрудија да осознаат главната причина, вистината за случајот. И ќе речам, попусто се извинува. Јас не знам. Јас неговото извинување ниту можам, ниту некој пат ќе го прифатам. Како би било јас да зборувам против вас и после година дена речем, извинете, мене ме натера. Ако некој го натерал, тој може машки да донесе одлука и да рече застанете. Јас повеќе нема да бидам главен уредник. Одговорноста е уште поголема кога сте главен уредник. Да, но тука сега знаете што е? Од една страна сака пари да зима, да се додворува некому, да не употребам лош збор, некому да му седне во скотот и сега да рече, добро сега, јас тоа беше грешка моја, не. Дали додека бевте во притвор, доаѓаа ли представници? Ми споменавте за тоа дали имав притисок. Имав притисок од поданици во тоа време на директорката. На затвор? На затворот. Значи, класични послушници, кои што некако, како да ја кажам, целото нивно внимание беше насочено кон мојот кревет. И јас знам дека токму заради тоа што бев во келијата со другите тројца луѓе, јас им правев проблем. И тие беа свесни дека со моето влегување кај нив ќе имаат проблем.
Нас не оставија на рад, па не знам колку време. Секој втор ден, јас прв пат во животот кога видов претрес, нели кога рекол излезете надвор, претрес ја правиме, јас помислив дека ќе ја реновираат келијата. Значи таков впечаток доби. Викам, овие сигурно ќе нешто ќе вршат реновирање. Секој парталче ни беше тресено и замислете сега за да испровоцираат од вас реакција фрлано на пот, на земја. Ние и онака немавме каде да ги чуваме маиците, нашата облека. Ги чувавме во картонски кутии. И замислете, картонската кутија е придобивка, затоа што и картонската кутија ни ја одзима. Па моравме да измислуваме, да врзуваме врвка од крај до крај на креветот, за да можеме маиците тука да си ги редиме. Картонската кутија ни беше придобивка. Ни земаа маици, па ќе претресе маицата, па ќе ни ја фрли на земја. Додека трае сето ова внатре, дали беа редовно дозволени посетите, дали доаѓаа луѓе од Репортери без граници, Freedom House, од домашното ЗНМ да разговараат? Знаете, првата недела чинам дека беше, уште немав официјална посета. Јас од првиот ден почнав да пишувам, да фаќам забелешки. Знаев дека еден ден, дека сето ова премрежие ќе го публикувам. Не ми остануваше ништо друго освен вистината, нели, да и на крајот на криштата тоа некако ме празнеше. Пишував бидејќи нема во тие моменти листови, немав тетрадка, немав прва посета, да речем, каде што не ни знаевме ние како одат, се уште тие први денови, не ни знаев како одат, ниту сопругата знаеше како одат тие работи, да ми прати пакет, да ми прати. Не можев да порачам, не знаев како да порачам. Значи, освен се снаоѓав па на разни ливчиња, дали тоа беа отпадоци од кутија од цигари или не знам. На што ќе најдев пишував. Дури пишував и на оние картонски кутии кога ќе добиеше некој од тукашните цимери пакет, па кинев листови и на такви работи си запишував многу детали. Веројатно тоа ви служи и за книгата подоцна. Да, тоа ги собирав во кеса. И знаете како? Побарав, ми објаснија дека се во затворот е со молење. Ве молам да одам на лекар, ве молам да одам на пример, на пострижување, ве молам, се е тоа со молење. Значи, пишувате на ливче, го ставате на одреден простор, доаѓа сабајле дежурниот, го зима и пак ќе речем, добра волја и едноставно ако лекарот, ако докторот има време да ве прими. Тамо двајца, колку и да се тие стручни, колку и да се, едноставно не постигнуваат. Завршува голготата со затворот? Да споменам. Значи, во тој период, во првата недела, замолив да ми даде управата, да ми даде 5 бели листови. За да пишуват? За да можам, нели, да пишувам. Бев повикан од директорката, на кој што разговор беше уште еден човек. Тој беше во тоа време, јас не знам сега дали е се уште, со некои чинови тамо, главниот на чуварите, заповедник. И ми вели директорката, ти бараш листови, еве јас ќе ти дадам, и ми даде цел топ хартија, само што го пружи на маса, ми беше многу чудно. Значи јас барам 5, не барам 500 листови. И вели, Кежаровски, зошто си ја мачиш душата? Седни денеска, денот беше четврток, кога таа ме повика на разговор. Вели, седни, зошто си ја мачиш душата? Ти не си за тука. Едам, добро, што е работава? Па седни, еве ти листови, значи денеска е четврток, ти издржиш машки. Петок нема да спиеш спрема сабота, сабота спрема недела. Ќе напише се што знаеш за овој изминатиот месец дена. Ако се вратиме еден месец наназад, ќе стасаме до моите текстови за
сообраќајната несреќа на Никола Младенов. Младенов. Седни, напиши што се случило во изминатиот месец дена, со кого се гледаш, кој што прави по градов, зошто прави, како. Значи, се што знаеш. И ми вели во вторник си одиш. Ќе направиме, ти од тука си излегуваш. Има среќа. Во тој момент, знаете како, ми дојде да земам масата и да удрам по нез. Во принцип сум мирен, толерантен, знам да избројам до 100 ако треба, не до 10, до 100. Едино што можев да направам е од нервоза се расплакав. Се заблагодарив и побарав да ме вратат во келија. Тоа ми беше и добро е што така постапив. Знаете, немоќ, не знаете што да сторите. Не знаете, ја знаев што да сторам, ама не можев. Не можев. И добро е што бев многу смирен, премногу размислив во тој момент. Што би се случило, нели, доколку изреагирам поинаку. Да го оставиме делот со затворот, завршува таа голгота, се враќате назад на слобода, се враќате во истата реалност, со истите луѓе на власт, но започнуваат и оние така наречени бомби. Дали во тој момент веќе ви се враќа надежта дека конечно може да има некакви промени? Уверен бев, значи, да се разбереме, додека стасаат бомбите, имаше големиот протест за моето, да речам, ослободување, големиот новинарски протест, так. Претходно протестот на новинарите по пресудата. Да, протести на новинарите имаше чинам 3 или 4 во ваше име. И јас сум Кежаровски, кога стана... Значи, протестите на новинарите почна веќе третиот ден од кога јас кога бев во притвор. Првиот пред суд, после имаше, јас тоа го сознавав, нели, од медиумите, од радиото или од што ќе прочита во Весник. Да. Ако ви кажам дека и Весникот ми беше редуциран. Значи, Весник не можев да добијам. Доколку во Весникот имаше текст за Кежаровски, Весникот кој што го праќа од редакциите не ми стасуваше на време. Ти ми го дадеа другиот ден, ти ми го даде после 2 дена. Разноразни изговори дека ете залутал некаде по ходници, па притисокот беше ужасен што го правеа челниците на тогашната управа. И пак ќе речам една екипа нивни поданици што беа чуварите. Дел од чуварите беа живеева во заблуда дека нешто сум сторил, беа резервирани околу мене. Едноставно како да бев од лепра болен, па не се доближува, но кога сватија и тие за што станува збор, еден од нив, кој што во тоа време беше, да речам, имавше некоја шефовска полиција, после пресудата се не спроведува на шетање и ми вели, морам да ти се извинам за се што ти во овој период, меѓутоа сватив зошто и како. И дознав. И она што е мое да ти препорачам да биде силен, да издржиш до крај, да не се повлекуваш. Јас не имав намера да се повлечам. И се колку ви беше тука важна таа поддршка, нели, бидејќи и јас сум Кежаровски, паролата станува еден вид на алатка или символ на протестите кои што се организира и подоцна, за рушење на, условно кажано, власта на ВМРО, ДПМН и ДУИ. Остави ли ова трауми кај вас? Остави ли ова? Веројатно оставило голем впечаток, бидејќи ја почнувате и својата прва книга. Да ви кажам нешто. Наспроти сета сила што има во себе, убеденоста дека не сум сторил. Кога ќе слушнете однадвор дека имате поддршка, уште повеќе ве прави силен. Уште повеќе ве прави истраен да останете на вистинскиот пат. Да не подклекнете. Во затворот имаше адвокати, имаше, не знам, професори, имаше лекари. Ниту едни
не се кренаа да си ги заштитат колегите, освен новинарите. И знаете како вика, секој е чест за новинарите. И што е многу важно, многу луѓе во тој период, едноставно во новинарите гледаа спас за да се дознае вистината, за нивните случаи, за нивните патешествија. Таму имате две приказни. Едната приказна вие што ви ја сервира МВР, и втората приказна е, нели, што треба да ја дознаете од новинарите. Не од новинарите, што треба да ја дознаете од човекот кој што е во притвор или во затвор или во кој. Две приказни се. Во тоа време постоеја две контрадикторности. Значи, наспроти она што ви го сервира МВР и она што треба да го слушнете. Па не можам да ви кажам какви све приказни имаше таму. Но пак ќе речем, она што доаѓаше, сета поддршка што доаѓаше од надвор, од новинарите, значи од Сдруженијето на новинари, од синдикатот, од МИМ, од колегите. Онаа поддршка што доаѓаше, за кое што читав, нели, во весниците, што доаѓаше од Европската федерација на новинари, од Светската федерација на новинари, од Репортери без граници, од буквално од секаде, од целиот свет, ме туркаше напред да истрам. Значи, едноставно во тој момент немаше посилен од мене. Живот во кутија, тогаш ја пишувате, кога се чувствувате дека веќе сте подготвен? Живот во кутија ја почнувам уште првиот ден. Ја почнувате и во затворот, што го рековте, или белешки пишувате? Ја почнувам во првиот ден и ја финализирам од кога излегов од затвор. Дали ликовите внатре се автентични ликови, кои што се... Па, јас со сите тие, уставно и ден денеска, од време на време, ќе се слушнеме. Сега 90% од тие ликови се веќе излезени, но и тие што се во затвор користиме, нема, па ќе ми пратат порака да се поздравиме, уставно. Ним само имињата им се сменети. Затоа велев, дали некој од имињата... Но станува збор за вистински лица, нели, реални, и станува збор за вистински настани. Јас дури дел од настаните ги испуштив, морав, затоа што, нели, се лимитираме на бројот на страници. Ако јас го пишував секој тој детал, ќе ми требаше во томови да напишам книга. Нели, пишувам и ги опишувам и чуварите, и лицата, и цимерите, да, за се. Станува збор, ви велам, за вистински лица, освен што им се сменет имињата. И сега излегувате надвор, во меѓувреме ја имате поддршката од Европската, Светската федерација на новинари, Репортери без граници, Домашната фела и Сдруженијето на новинари, каде што станувате и подпредседател. Кој е првиот кој што ви рече Кежаровски има отворено работно место за вас, како новинар? Во тоа време разговаравме во тоа време ситуацијата беше таква каква што беше, нели? Се уште се чувствуваше, јас морам да гостувам дека стануваше збор за режим. Многу е чудно што сите во политикава, сите во парламентот го употребуваат режим, меѓутоа никој не се дрзна и да го официализира тој период. Знаете, ако имате режим, ако сите викаме имаме режим, тоа треба да се официализира уставно во парламентот, дека тој период од тогаш до тогаш беше таков и таков. Не само декларативно да разговарам, имаше режим, знаете, во времето на режимот, не. Ако го класифицираме како режим, во тој случај многу работи ќе се променат. Дали ова увертира за тоа дека тешко дека некој ви понуди работа кога излегот? Па разговаравме сега, јас ве молам не мора да ги знаеме. Би сакал разговаравме со 20 колеги, меѓутоа во тој период вестникот со кој што разговарав и порталот со кој што разговарав стварно беа со ограничени ресурси.
И јас знаев дека моето влегување тамо или вамо би им го нарушило финансискиот буџет. Значи, нели, ќе влезете, тој си има план, направен годишен план и сега моето влегување насреде сето тоа дека ќе почувствува. И јас се заблагодарив на понудите, само заради тоа што не сакам на ниту еден од колегите да му направам зло. Кога велам зло, значи, нели, од 5 луѓе, од 6, од 10 би се намалила платата за условно мене да може да ми даде плата. Во тој јас не сакав. Јас им се заблагодарив и реков, јас ќе се снајдам. И потоа пишувате статус на Facebook, каде што? Инаку, во тој период, да бидам искрен, знаете како, неколку бизнисмени велеа, кога побарав работа, макар и возач некаде, велеа, знаеш како, дојди, ама те молам, подобро да ти плаќам на било каде, отколку да те земам кај мене на работа, затоа што ако те земам ќе ми направат проблем. И никој не се осмели. Одекнува во тој момент. Никој не се осмели да ме викне на работа и официјално било каде. Луѓе ме одминуваа, сака да се поздрават. Но им беше страв, знаете како ќе дојде, ќе се доближи некако, па се врти од страна, дали некој ќе ги види дека се поздравува со мене. И сега, од ова преминувате со, како што споменав, статусот и сликата, дека животот повторно ве разделува, а тоа е вашето заминување за Германија и посветата кон вашата сопруга и дете. Во Германија сте преку стипендија на германската амбасада. Каде поточно и што работите? Не, тоа е, знаете, тоа не е преку германската амбасада. Станува збор за фондација за политички репресирани лица. Тоа е фондација Хамбург. Во Хамбург и во моментот сме 5 мина кој што е условно од целиот свет. Јас сум веќе сега пред известен период дојде еден колега од Ирак и чинам дека тоа е последното што веќе не знам ни дали ќе продолжи веќе таа згрижувањето, да речем. Најинтересно во целиот овој случај што јас сум од овој, да речем, од европскиот дел. Имаше, знам, новинар од Пакистан, имаше новинар од Јужна Осетија, значи од оние каде што стварно владеат тие режими и јас бев едини од единствениот од Македонија. Моето доаѓање предизвика голема заинтересираност во медиумите, затоа што условно нели од овој дел на Европа бев гостин во некои тамошни телевизии, дури и на националната телевизија, на радио, нон-стоп сум по некои меѓународни конференции каде што се расправа. Да, странските медиуми пишуваа за Кежаровски уште каде што се расправа за ситуацијата во Македонија, ситуацијата на Балканот и во регионот, нели, во овој дел од регионот. И ете, тоа е некое искуство плюс. Значи, она што беше вистината за Македонија во нашата држава, јас имав таа улога, вистината за Македонија на тие конференции, затоа што кога ќе се обратев или онаму каде што се обраќав, луѓето беа условно чудо невидени од се што се случуваше. И што, например, се случува. Затоа што морам да бидам, ете ми поклонија верба, јас не можам да го изневерам нивното очекување. Јас едино што знам е да ја зборувам вистината. Уште колку време сте во Германија и што кога ќе се вратите назад во Македонија, кои ви се плановите? Оваа програма трае до септември. Значи јас сум тамо до септември. Знаете, се што многу пати тамо реков, можеби има, не можеби, него има услови за продолжување на мојот престој тамо во Германија, но чувствувам дека моето место е тука во Македонија. Едноставно тука припаѓам.
Не река, јас не сакам да бидам во Германија или нешто друго, но моето место е тука. Ќе сторам се за да се вратам. Дали тоа ќе биде во медиумите, дали јас ниту една професија не ја потценувам. На крајот на криштата ќе се снајдам. Дали тоа ќе биде во медиумите, дали ќе биде во приватен сектор, без оглед на тоа што работам, сакам да ја работам, едноставно ќе бидам на страната на вистината. Значи, дали ќе бидам новинар, правник, не знам. И автолимар да бидам. Секој пат ќе се борам против неправдата. Господине Кежаровски, и овој разговор би сакал да го завршам со едно многу лично прашање, а тоа е, бидејќи сметате дека се работи за еден политички случај, дали им простувате на сите кои што стојат за сето ова? Или има во вас некој гнев за тоа дека неправедно прележавте меѓу 4 ѕида и бевте на еден начин официализиран или жигосан во општеството како презимето Кежаровски, кое што кога денеска се спомене, одекнува во ушите, бидејќи се знае за што се работи. Дали им простувате на оние? Да ви кажам само нешто. Значи, јас ви кажав уште првиот момент дека, а тоа сигурно ќе ви го потврдат и многу луѓе кои што влегле во занданите. Такви гнасни услови, јас дури на сегашниве кои што се потенцијални кандидати за заменување во притвор или во шутка, би им ја препорачал книгата за да се уверат дека ниту еден момент кога сопругата моја зборуваше јавно по телевизија за тоа какви се условите, кога јас излегов и зборувам за тоа во какви услови не живее Кежаровски, него живеат сите луѓе без оглед на тоа кој и што е. Јас кога тамо го кренав гласот со штрајк со глад, ја не штрајкував за мене, штрајкував за сите тамо, затоа што, замислете, имаше човек кој што 9 месеци е во притвор, уште немаше истрага. Не го гледајте она законот што вели истрагата мора да заврши за 6 месеци. Не е вистина, тоа е се лага. Ние имаме исклучително добри закони, но ниту еден не ги применува тие закони. Јас пак ќе речем, најголемото, да не речем зло во државата, се судиите и обвинителите. Ако ние имавме честни обвинители и судии, немаше да стасаме до ова дередже. Немаше да имаме корумпирани полицајци, немаше да имаме корумпирани политичари, немаше ништо. Ние имаме проблем со судството, со правосудниот систем. Кога сето тоа би било во ред, сето тоа ќе повлече по инакви работи надолу. Да ви кажам, ви велам, една минута мината тамо го менува човекот. Значи не е тој човек ист. Прво јас имав од тамо си понесов со себе здравствени проблеми. Страшно голем проблем со тироидната жлезда, со забите, со видот. Ние во 10 саат сабајлето ги молевме чуварите да ни ја запалат сијалицата за да можеме да се видиме меѓу себе. Толку е мрачна ќелијата. А да не речем да земете да читате, треба да, јас и во книгата напишав, значи, како да тренирате јога, да се наместите, не знам во која ситуација, за да можете да земете книга да прочитате. Им простувате ли на тие кои што беа... Се кршам во себе, знаете како. Не се ситам. Верувајте ми дека не сакам да се ситам, затоа што тие луѓе има само заради нивните семејства. Не се ситам. Едино што можам да речем е дека треба да влезат, само да го почувствуваат. Да ја почувствуваат голготата. Макар и на 2 дена. Да им простам. Кој што си сторил, ќе си одговара. Јас во една прилика до мене дојдоа неколкумина, кои што биле замешани во мојот случај. Побараа прошка од мене. Јас тие луѓе не ги познавам. Ниту ме интересира кои се. Меѓутоа се нашле како одговори. Знаете како ми вели, те молам Кежаровски да ми простиш, јас дома имам фамилија, па јас немав ли фамилија?
Значи, токму тие се тие луѓе, оние подлизурковци, кои што сакаат да работат вака, од друга страна, ма знаеш како јас имам фамилија. Не. Ти си работиш честно, ако веќе мисли за фамилијата, работи си честно. И поранешниот премиер, да си работеше честно, апсолутно немаше да стаса до ова дереже сега. Сега замислете, од едни големи патриотишта побегнаа во Грција. Зашто бегаат? Дојдете тука да се соочиме. Ако сте виновни, значи влезете во судница. Ако сте виновни, завршете тамо каде што треба. Ако не сте виновни, одете си, никој збор нема да ви каже. И јас сум од таа генерација што, знаете дома како не учеа нас. Еве, веќе 52 години, дома нас не учеа дека затворот е институција во која што одат тие што не учат, што лажат, што крадат, што ова што. И кога се наоѓате во една така, кога ќе влезете, а знаете дека не сте направиле ништо такво, тоа е тешкотијата, тоа е маката. Господине Кежаровски, јас ке ви се заблагодарам за вашето гостување во Студио 1. Ми беше чест и задоволство што и раскажавте еве во Студио 1. Пак ти ви речем, вие ме прашавте дали простам, не можам да простам. Значи, не знам како. Јас го гледам и новиот лидер на опозицијата, ниту еднаш не најде за сходно да се огради од политиката што ја работеа претходниците. Ако ги сожалува, тогаш е друго нешто. И јас велам, ги сожалувам семејствата и токму заради нив, заради нивните семејства, не се ситам, не можам, не сум по природа, но барам само правдина. Не може Кежаровски беше, или не Кежаровски, не го земете Кежаровски, Стојановски, Петковски, Трајковски, не знам кој. Беа во притвор за ништо. А сега замислете, приложил 1 милион евра и се брани од слобода. Еве мотив, еве причина сите институции во државата да го проверат неговото стекнување на името. Да, името. Значи јас немав што да вложам. Кај мене пишуваше Кежаровски мора да се држи во притвор затоа што нема што да вложи и ќе бега. Па јас ако немам што да вложам, како ќе бегам? Со кои пари ќе бегам? Само барам право и правдина, ништо повеќе. И ве уверувам, првиот судија од сега, што ќе се, јас сега ги барам одговор на она кој ги пушти, кој им овозможи на одметнатите во Грција, кој им го трасираше патот до Грција. И барам одговорност од судиите. Прво од судиите. За понатака ќе видиме. Дури и полицијата ја наоѓам кабетлија, затоа што едноставно не ги држеше пред очи. Како знаева тие тогаш да... За сите истраги ќе има веројатно и судски епилози, иако сега одбиена екстрадицијата за двајцата разузнавачи за кои што говорите, меѓутоа медиумите се овде за да известуваат за што ќе се случува. Јас се надевам на објективно. Така. Да, се надевам на објективно информирање и се надевам дека сето она е зад нас. Значи, тој пред. Ви благодарам уште еднаш. Ова е последното дело на нашата драга Санта Аргирова, Времето на Перонов, политички трилер. Ви благодарам. Ние ова дело го имаме и чекавме момент да се сретнеме со колешката за да ни напише посвета. Да. Меѓутоа, ова е уште еден мотив повеќе. Да. Ваше подсетување еве дека сте биле во Студио 1 и дека веројатно нема и да биде последен пат. Ви благодарам на поканата. Ви благодарам јас. А ние по кратката пауза се враќаме со останатите предвидени содржини за денешното Студио 1.